Македонија, а сакам да ја поздравам мојата драга учителка која секојдневно низ низините патувања во агенцијата Марили ме учи, а и секоја од вас како храбро, смело и силно да чекориме во секоја сфера од животот. Господја Лидија Трипуновска веќе 22 години ја организира манифестацијата Жени менаџери, која што е бренд во Македонија. Јас силно верува и господјата Лидија дека Дамада ќе прерасне во уште еден голем бренд и голем настан во Македонија. Ќе ја поздравам и господјата Лидија Трипуновска да ни се обрати и да ни посака добре дојде на овај убав ден, убав настан Дамада. Добро утро, прочитувани дами, но гледам овде има и господа. Имаме еден прекрасен тематски ден, 4-ти поред го организираме. Овој пат му ја додадовме и придавката Дама Да, здравието и убавината во функција на современата жена, кој што се грижи за жената, за онаа деловна жена која е вработена, која што има премногу обврски во секојдневието, но сепак мора да води сметка за своето здравје, убавина и нега. И заради тоа направивме еден одличен избор на теми, на одличен избор на стручњаци, на предавачи. Еве прв ни е доктор Таше Трпчевски, кој што ни доаѓа од болницата Плодност од Битола, еден од врвните експерти во делот на инвитро плодувањето, кој што подготви одлично предавање за сите кои што сте заинтересирани, но и сите други што ќе слушнат и ќе го пренесат тоа на оние на кои што им е потребно. Му благодарам што дојде дури од Битола и што не поддржа во овој проект. Секако ќе следиме и други предавања од областа на фармацијата, ќе се зборува за колагенот, ќе ни предава Елена Табаковска, во делот на дерматологијата ни предава доктор Горица Дачевска, во делот на антиейджинг медицината доктор Весна Ѓоргиевска и Екатерина Јуруковска. Потоа ќе имаме една мала пауза, па ќе ни следат хуманитарната аукција на слики и дебатата со Јелена Бачич-Алимпич, која е пристигната, еве даде изјава утрово за една од нашите национални телевизии. Потоа следи блокот на предавање од областа на личен развој, кариера, бизнис, психологија. Тука ни се предавачите Гора Смилевски, Огнен Јаневски, Марина Анчевска и секако на крајот на наша атрактивна наградна игра, која што овој пат е како дел од интернет наградната игра со 8 ексклузивни награди. Верувам дека убаво ќе се дружиме, малку ни е потешко изгледа наутро да станеме, работно да почнеме, меѓутоа ова е сепак еден настан кој што заслужува внимание и кој што има свој тајминг кој мора да го почитуваме. Ви благодарам уште еден наш доктор Таше Трпчевски што дојдовте дури од Битола и еве сите оние што се тука колку се, верувам дека ќе имаат ефективна можност да поставуваат интерактивни прашања, но секако и да му се обратат поединечно на докторот после предавањата. Благодарам. Ке ги поздравиме и спонзорите на настанот Пармаген, Оксид, Студио Битрум, Здружение на самохрани мајки Една може, издавачка куќа Матица, Мис Н, Центарот за внатрешни болести и срце, Медиа Солушн, подржувачи и спонзори се и Филеви, Неот, Силуете, Сапунот Козио млеко Стојневи, Агенција Марили, Жито Центар, Биотек, Вита 34, Жито Лукс, Катерина Дода Пилигран и Ел Фарма. Првото предавање е од доктор Таше Трпчевски, тема емоционален аспект кај жената при инвитро оплодување. Само една информација кратка од моја страна дека на 10 ноември минатата година светот прослави 40 години од раѓањето на првото бебе од епровета. 4 децении подоцна светот брои 6 милиони деца родени со помош на инвитро и уште толку среќни семејства. Сонот да станат родители со помош на вештачко оплодување за многу парови во Македонија им го овозможи токму доктор Таше Трпчевски, субспецијалист, гинеколог, акушер, генерален менаџер и собственик на болницата Плодност од Битола. Тој ќе ви се обрати на тема емоционален аспект кај жената при инвитро оплодување. Добро дојдовте во... Почитувани дами и господа, дами и да. Огромна благодарност до организаторот, агенцијата Марили,
што ми направи честа да бидам еден од предавачите на оваа традиционална манифестација. Морам да ви кажам, кога пред месец дена ми се јави госпоѓа Лидија и ми кажа дека би сакала да бидам еден од предавачите на оваа традиционална манифестација, јас без двумење прифатив и веднаш и кажав дека темата што ја одбрав ќе биде емоционалниот аспект на жената при инвитро плодување. Зошто се одлучив за оваа тема? Значи, ова е тема која што многу малку се практикува, односно се презентира на нашите стручни предавања, симпозиуми, семинари, конгреси и така натаму. Меѓутоа, ова е тема која што ние секојдневно се среќаваме со пациентите, тој психолошки процес на емоции и чувства кои што го доживуваат жените за време на лечење на неплодноста и сопоставките при инвитро плодување. Значи, инвитро плодување тоа ви е вонтелесно оплодување во епрувета. И на ден должам многу, бидејќи времето ни е ограничено. Ќе се навратам на историјата. Талмудот, еврејската книга, објавена околу 200 години од нашата ера, книга која што јас ја неам читано, меѓутоа многу ја читат евреите. Внимавајте добро, за жената вели вака: жената настанала од машкото ребро, а не од неговите стапала, за да се гази по неа. Не од неговата глава, за да се владее со неа, туку од колкот, за да му биде еднаква. Под рацете, за да биде заштитена, и покрај срцето, за да биде сакана. Иако причината за неплодност е кај мажот, а гледате подеднакви се процентите на неплодност поврзани со неплодноста кај мажот и жената. Би прашала за една особа која не е мажена и е спремна на инвитро со донор. 37 годишна, како стои законската основа и самата процедура од страна на клиниката? Да, значи, веројатно мислите на донор на машко семе. Да. Таа законски е регулирано кај нас и тоа го практикуваме. Жените можат да користат донаторство на семе. За тоа е потребно жената да дојде на преглед, да даде согласност дека сака да користи донатор, а ние имаме донатори кои што ги набавуваме законски, не смееме од Македонија, од други држави. Имаме со неколку банки на семе договор. Жената го одбира донаторот на интернет, одбира карактеристики на донаторот, онака како што неја ја одговараат, се подпишува за тоа. Таја шифра на тој донор ја праќаме до Комисијата за биомедицинско подпомогнато оплодување. Откако ќе добиеме согласноста, го носиме, го внесуваме во Македонија семето, увоз правиме на семето и после тоа жената се припрема како и сите други во постапка со инвитро оплодување. Во моментот кога треба да се извадат јајните клетки, се одмрзнува тој семенски материјал и се користи за инвитро оплодувањето. Јас морам да кажам дека сонот на секоја жена, вечна младост и убавина или стремежот на 21. век е да изгледаме помлади од нашите години. Во потрага по вечната убавина не треба да забораваме дека големо влијание има брзото темпо на живот кое што е секојдневие за секој од нас. Токму на тема Нутраген за живот во движење за вечна младост и убавина, денес ќе ви се обрати Елена Табаковска, директор на Фармаген. Имаме убава тема. Добро дојдовте на Дамада во второто предавање. Добро ве најдов, добро утро, добар ден на сите. Живот во движење, викаме кај нас во Фармаген, односно се грижиме со сите производи кои ги увезуваме, за кои сме ексклузивни увозници застапници во Македонија и за оние за кои продукти потенцијални да бидат наши брендови, да придонесеме во она што стварно се вика здравје. Ако има лекари присутни, ќе се сетат на дефиницијата за тоа кој е здрав човек. Оној кој има баланс помеѓу психичкото здравје, емоционалното здравје и физичкото здравје. Конвенционалната медицина
работи нели на решавање на проблемите кои се поврзани со физичкото здравје. Ние како веледрогерија со продуктите кои ги увезуваме исто нели на тоа поле работиме. Зошто живот во движење? Бидејќи со сите артикли кои ги работиме на пазарот во Македонија и на Балканот, да овозможиме подобро здравје нели за луѓето, за постојана виталност. Суштинска компонента за виталност на човечкиот организам е колагенот. Што е колаген? Колаген е најзастапениот протеин во човечкото тело. Околу 70% од кожата е сочината од колаген. Ја сочинува органската структура на коските, го има во сите сврзни ткива, го има во коса, кожа, ногти. Значи градива единица на многу елементи на човечкиот организам и во текот на животот, после статистички е покажано дека после 25-та година синтезата на колаген, природната синтеза во организмот, се намалува за околу 1,5% на годишно ниво и тоа оди кумулативно. Која е разликата, колку поголема концентрација има вашиот нутраген во однос на она што го среќаваме на пазарот, има и некои други формули, и колку време, рековте 3 месеци, меѓутоа колку време треба да се паузира, па да се почне пак, значи дали треба константно во животот да се зема нутрагенот со одредени паузи или тој самиот создава или можност организмот да продуцира или мора постојано да се зема. Кога нели некој страда од такви болки, јас имам проблеми, знае Елена, и го користев нутрагенот, меѓутоа еве да слушнат и другите. Ова е многу битно за тие што имаат такви проблеми. Значи, како концентрација, прво за тоа ќе одговорам, од сите колагенски продукти на пазарот, во поединечна доза, значи поединечна доза сметаме едно капаче, како што реков, што го пиете секојдневно еднаш, на празен желудник, 30 мл, има 10 грама колаген, тоа е најголемата концентрација во поединечна доза која може да ја најдете на пазар. Друго битно, покрај концентрацијава, битно е дека ние сме единствениот рибин колаген на пазар, значи сигурна грамажа на протеин која имате внатре, стварно 10 грама има, не е денатуриран протеин, туку стварно колагенска молекула. Во однос на дозирањето, значи се зема за оптимален ефект 3 месеци во континуитет по едно капаче на празен желудник. Препорачуваме да биде пред спиење, бидејќи апсорбцијата е поголема навечер. Меѓутоа, луѓе во кои вечераат, нели, па од сабајл. Битно е да биде на празен желудник, ако може да биде пред спиење. 30 мл, значи секој ден во период од 3 месеци. Благодариме, девојки. Одиме со следно предавање. Кожата е огледало на нашето здравје. Како најголем орган на телото, често ни испраќа сигнали за одредени здравствени проблеми кои не сме свесни дека ги имаме. Не треба да ги игнорираме, со тоа ќе се согласи нашиот предавач. Треба само да знаеме како да ги препознаеме. Во оваа мисија ќе ни помогне доктор Горица Дачевска од приватна здравствена установа Доктор Горица, која ќе зборува на тема кожата огледало на нашето здравје. Добре дојдовте, повелете. Благодарам. Најпрвин добар ден и јас би сакала да се заблагодарам на сите присутни. Знам дека е сабота, знам дека сите имате многу активности, многу обврски, но сепак благодарам што дојдовте да чуете, да научите, да се дружиме сите заедно, бидејќи темата која ова година, значи ја одбрав да ја зборувам, е навистина многу интересна и верувам дека после ова предавање ќе застанете, ќе си се погледнете самите себе, ќе си ги погледнете до вас, присатните, можеби ќе откриете некој симптом и ќе ве натера да се јавите на лекар. Значи, кожа огледало на нашето здравје. Вистина е, значи, она дека кожа е огледало на нашето здравје, односно, дека нема ни едно заболување, ни едно пореметување на некој од нашите органи, а кој не се манифестира на нашата кожа. Здравата кожа е од суштинско значење на здравото тело. Кожата е орган кој памти. Јас тоа постојано го кажувам, колку ние повеќе вложуваме, колку ние повеќе ја негуваме, кожата толку она на нас повеќе, значи, ни враќа со убав сјај и со здрав изглед.
Сонцето е извор на живот, меѓутоа, ако не се правилно заштитуваме од него, и те како UV зраците можат да бидат штетни, дури и фатални. Но исто така, би сакала да кажам дека химикалите, понатака нашите дневни професионални, значи обврски, овој брз темпо на живот, може би и немањето на време да се здраво и правилно храниме, сето тоа влие на нашата кожа. Ме интересира, ако не откриете некое заболување, штитна жлезда, бубрези, метаболно заболување, автоимуно и така натаму. Вие како кожен лекар, која хидрантна крема му ја препорачувате на пациенти кои што имаат сува кожа? Сега вака, тоа е стално прашање. Докторка, што да ставам на својата кожа за да имам здрава кожа? Хидратантна крема не одговара на секого. Значи, хидратантна кожа одговара на сува кожа, но на пациенти кои имат мрсна кожа. Говорам за сува кожа. Да, но во однос на хидратантни креми, на нашиот пазар навистина има многу продукти. Не мора најскапиот продукт да ни одговара. Значи, цената не е битна. Затоа, јас секогаш во нашата ординација имам многу тестери, најпрвим ти им дадам да пробат. И пациентите, например, некогаш се изненадени кога ќе одат во аптека и ќе видат дека станува збор за не толку скапа крема. Значи, не е битна цената, битно е да се најде соодветна компанија. На тема новиот изглед на современа жена денес ке зборува доктор Весна Ѓорѓиевска, специјалист по анти-ејдж медицина од Дерма Бела, Центарот за медицинска козметика и естетика, и специјалист доктор Екатерина Јуруковски, дерматолог, козметолог. Што е убавината на една жена или во што е? Добродојдовте на Дамада. Јас сакам само прво да се извинам за мојот малку зарипнат глас, меѓутоа, ете и тоа ни се случува и на нас докторите, мислам дека ќе се разбереме. Интересна е темата, нешто ново и современо. Тука сме напомнале само убавината и новиот изглед на жената, меѓутоа морам да ја поправам својата грешка, односно да додадам и на мажите. Значи денеска се повеќе се грижа за својот изглед подеднакво и мажите и жените. Секој од нас сака да изгледа младо, свежо, убаво. За убавината знаеме се зборува уште многу одамна. Уште од древниот Египет, кога Клеопатра ја негувала својата кожа со млеко, ги нагласувала очите исцртувајќи ги со јаглен, а на јаболчниците и на устните ставала сокови од плодови. Но убавината се менува низ векови. Таа претрпува промени, за да денес подразбираме, што подразбираме под убавина. Денес всушност убавина зборуваме за една персонализирана, односно индивидуална убавина. Желбата да се изгледа помладо и денес станува обсесија. И таа е сосема оправдана и вообичаена во модерното општество. Многу ме драга што зборувам на оваа тема за прекрасен апарат што веќе достапен во Македонија година и стал најомилен во цел свет. Што е Scarlett S? Scarlett S е фракционален лазер со радиофреквентен лифтинг. Многу е битно што апаратот има две функции што порано немале лазере. Фактички микроиглички што ние правиме мали пори во кожата. И радиофреквенција што порано беше посебна и беше достапна само радиофреквенција, само обични апарати. Што се постигнува со Scarlett S? Со Scarlett S се затегнува кожа, се измазнува од брички, се намалуват стрии и постакне лузни, значи преубави резултати има со лузни, затоа што ние фактички стимулираме изработка на собствениот колаген на кожа.
Само да кажам, ке имаме после ова кратка пауза од некои 15-20 минути, онекои што први ке влезат ке има едно изненадување од производи од стојневи, од тоа се природни препарати за нега, ке биде изненадување од козјо млеко, значи оние кои што ке бидат барем 20 на први, ке бидат седнати и ке има убаво изненадување. Одиме со следно прашање за Дермабела и доктор Весна, побелете. Јас нема да поставам прашање, бидејќи мене ми е се јасно, пошто јас сум пациентка кај Поделете го искуството тогаш. И сакам, да, буквално сакам да го споделам искуството, колку они мене за еден многу краток период ми оставија прекрасно искуство. И јас, например, сега правам третмани мезотерапија на тело, бидејќи се бавам со спорт и здраво се исхранувам, ама никогаш не може да се постигне оној женски изглед на совршенство и сакав да пробам со мезотерапијата и премногу сум задоволна. Што те мачеше, кажи ни прво кога се обрати? Некои незатегнати делови што ги имав, што не можев да ги израмнам ни со вежбање, ни со исхрана. Прогуглав нешто по интернет како секој женско и ми се отвори на многу форуми имам читано за Дермабела, дека се врвни во мезотерапија и во други работи, мада ја можам лично да зборам само за мезотерапија и на вистина е тоа така, премногу сум задоволна, имам само направено 3 терапии. Наредната недела одам на наредна терапија, така да се подобро и подобро може да се изгледа. Какво е? Еве, веќе имаме. Благодариме за убави искуства споделени овде. Какво е чувството кога ќе слушнете дека... Па многу убаво, наистина. Благодариме, прекрасни бевте, прекрасни изгледате. Се дружиме во текот на денот на Дамада. Драги мои, имаме кратка пауза од 15-20 минути и се враќаме назад. Хуманоста пред се, да знаете, тука сме.
Значи, првото дело за кое што го правиме наддавањето е на Бранка Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија. Насловот на делото, токму тука истакнато, вие траење. Масло на платно е техниката со која што е изработено од 1993 година. Димензиите се 82 наспроти 82 сантиметри и токму за ова дело кое што доколку го забележувате во своите деталности на истакнатост, ќе забележите дека станува збор за дело кое што ја означува мистичноста на Марковите кули во рамки на од Прилеп, во рамки на заедно со манастирот Свети Архангел Михаил, мистичност која што се поврзува со сето она што представуваат Марковите кули или со сето она што се предпоставува дека означуваат самото потекло и на Ридот или за нас Прилепчани планината, самото потекло на Ридот, потеклото на Карпите, кои што не се стандардни во однос на сите останати планински предели во Република Македонија, затоа што постојат неколку теории кои што се поврзани со нивното настанување, а истовремено поврзаноста доаѓа и со настанувањето на неголемото поле кое што го имаме во Република Македонија, од каде што голем дел се исхрануваме, а тоа е Пелагонија. И токму Марковите кули имаат директна поврзаност и со Пелагонијата, и сето тоа Бранка Ѓорѓевиќ го многу совршено го испреплетува внатре заедно со културолошкиот и традицијскиот аспект на она што го запознала во својот престој во 93 година во Прилеп за време на сликарската колонија. Наддавањето е 50 евра, доколку има некој кој што би почнал да се наддава, веќе почнуваме со кревање на рака. 75 евра имаме кај дамата од црно, така ќе ве означувам, не мора да ми кажувате име, бидејќи анонимноста секако се гарантира. 200 евра веќе имаме за наддавање од старт, 250, 300 евра, 350, 400 евра, 400 евра имаме во однос на првото дело, 400 евра за делото на Бранка Ѓорѓевиќ од Ниш, Србија, од сликарската колонија, 400 евра прв пат, 400 евра одат кај господинот, односно 400 евра одат во здравствениот дом, а делото оди кај господинот. Дали имаме некој кој што ќе крене рака повеќе од 400 евра, 400 евра за целата мистичност која што ја носи пределот на Марковите кули од Прилеп, 400 евра втор пат, 400 евра трет пат продадено на господинот во првиот ред. Ви благодариме. Хуманоста нема цена на крајот кога ќе размислите, но сепак човек убаво се чувствува кога знае дека вистина дал од себе си едно огромно парче, без разлика дали се тоа материјални средства како пари, дали е тоа некаква друга донација, бидејќи донација можете да извршите во секаква форма. И токму тоа е она што изобилува како идеја на едно човеково постоење кое го прави човекот човек. Ова дело, кое што сега го наддаваме, доаѓа, има интересна приказна зад себе. Се извинам само да... Светлана Соло или Светлана Солодовникова доаѓа од Москва, од Руската Федерација. Природа со цветови едноставно наречена оваа техника која што е изведена преку масло на платно, направено во 2011 година на димензии од 73 наспроти 60 сантиметри и дали 750 евра. Да, може, и јас ке земам и воздух. 750 евра ке младата дама, вистина, ова е докажување на онаа народната дивка вода брекрони. Младата дама со 750 евра прв пат и дали може би откако ќе го означиме вториот пат ќе имаме и понатаму. Оливера, добро е, добро е. 700 800 евра.
Добро, 800 евра за ова дело кое што се наддава повторпат откако отиде во собственост на господинот. 800 евра дали ќе си го врати во собственост дел... Ќе се наддава некој над 1000? Нема наддавање. Продадено 1000 евра на господинот од првиот ред. Пајрон прогласи за прилеп. 1000 евра е делото на Светлана Солодовникова кое што оди во рацете на господинот. Тоа е трето дело кое што тој го зеде на ова аукција. Вие додека аплаудирате, јас ќе ви направам и пресметка на делата, колку вкупно средства собравме впрочем на ова хуманитарна аукција, каде што ги прекршивме правилата, но потоа ги вративме повторно назад, така и оди. Прописи се за да се подобруваат и унапредуваат. Добро, значи вака, делата кои што ги продадовме се 400 евра беше делото на Бранка Ѓорѓевиќ од Ниш, Србија, кое отиде во рацете на господинот и ова дело оди кај него, тоа беше првото дело. 400 евра беше и второто дело, Кодак моментот на Сања Јездич, исто во рацете на господинот, на прилепската уметница Сања Јездич. Вишња Протич од Белград, Србија со делото Семка, 525 евра е сумата кај дамата со очилата. Прекрасно дело. 350 евра за композицијата на Јадранка Костич, отиде кај дамата во црно во првиот ред. Дело од Белград, Србија. 450 евра е сумата која што ја даде дамата со кратката коса во првиот ред за делото Кодекс Зографенсис на Георгина Ѓургица Чакар и селеничка наша во Австралија, и 1000 евра е сумата која што ја даде господинот за делото Природа со цветови на уметницата Светлана Соло. Вкупно, јас математика во природ додека учев и баш и не бев најдобар, затоа не сум за овој настан соодветен, но еве 2, 1, 5, 9, 14, 21, 1, 2, 3125 евра е сумата која што ја собравме и за која што ви аплаудирам. Ке го поздравам колегата Огнен Јаневски за успешната аукција и за сите оние кои што учествува денеска. Сега вака. Ќе ја најавам жената која што многу пати низ годините покажа дека е смела, силна и одлучна, од препознатливо ТВ лице до бестселер автор на Балканот и пошироко. На наше огромно задоволство, аплауз за Јелена Бачич-Алимпиć. Специјална гостинка, дојдена од Србија токму за овој ден, за овој голем настан, дама да. Ги поздравувам сите, толико знам, остало ću на српском. Надам се da ćete me razumeti. Ja разбирам македонски, али не умем да pričam. Добре дојде Јелена уште еднаш, голема чест ни направи со твоето присуство. Ке имаме убава дискусија, современа жена, дама да во општеството, како ти е во Македонија, се адаптира убаво, секогаш ти е драго, најмалку еднаш годишно доаѓаш, она што е ново, свежо, директно од Белград, имаше предпремиера, предпромоција на последното парче. Ајде малку да го искоментираме тоа. Da, prvo da kažem da mi je beskrajno drago što sam ponovo u Skoplju i ponovo u Makedoniji. Makedoniju mnogo volim. Drugo, ja sam osoba koja kada da reč, samo vis major, odnosno viša sila, može da me natera da je pogazim. Ja nisam znala kada mi je Jelena još krajem prošle godine pisala i pozvala me i Lidija takođe na ovu konferenciju i kod nje u emisiju sinoć, nisam znala da će mi dan pre toga izaći knjiga premijerno u Srbiji, nova knjiga. Dakle, ja sam direktno iz Beograda nakon čitavog dana televizijskih snimanja, potpisivanja preko 3 sata doletela u Skoplje.
Skoplje, jer prosto nisam htela da, ako sam dala reč, da je pogazim. I ovo jeste ogroman napor za mene, jako sam umorna, izvinjavam se na tome, ali sam presrećna što sam tu i presrećna sam što mogu da podelim svoje iskustva i da se upoznam sa prekrasnim damama u Makedoniji i gospodom, naravno, da ih ne zaboravim. Dozvolam na gospodjata Lidija da ih se obrati na Jelena. Imame jedno mnogo važno vprašanje. Što je современата žena? Jelena, еве вака официјално добре ни дојде во Дама Да, во овој прекрасен тематски ден, во кој што нели долго ве најавувавме, меѓутоа еве сега сте тука. Ви честитам за новото дело. Фала. Меѓутоа нели ние сме овде заради дамите. Наравно. Ние сме овде заради дамите, но тие се и ваша читачка публика. Сигурно има повеќе аспекти заради кои што се оваа публика заради што е тука. Дама Да всушност представува проект кој што го замислив да не одбележи како современи жени. Ние не сме сами по себе дами, за да станеме дами треба за тоа да се избориме. Сметам дека една од причините заради кои го правиме овој ден е дека и преку информирањето за здравието, нели, за негата, убавината, за личниот развој, за бизнис психологијата, за здравата исхрана, исто така допринесуваме да бидеме современи жени, да бидеме дами. Што е според вас дама? Што е во денешни, во современи услови? Prvo, ja moram da kažem da u svojim knjigama glorifikujem ženu iz prostog razloga, apsolutno nisam feminiskinja, nemojte da to pomislite, imam i sina i supruga, ali mislim da ono što savremena žena, odnosno dama, može da izdrži, da to ne može ni jedan muškarac. Jer istovremeno se od savremene žene... Jer od savremene žene danas, odnosno dame, se očekuje da bude besprekorna majka, da bude posvećena supruga, da bude uspešna poslovna žena, da joj kuća bude u savršenom redu, da postigne apsolutno sve što se pred nju postavlja kao prioritet ili kao zadatak, a pritom tako malo vremena ima za sebe. Ja imam punih 49 godina, dakle u 50. sam, ja sam tek u svojoj 45. godini se usudila da kažem ne želim, neću, ne mogu, sad je bilo dosta, gde sam tu ja? Moj izbor, lični izbor, nikome na to nije terao, je bio da čitav svoj život podredim deci, porodici, suprugu i da istovremeno gradim karijeru i na tom putu sam negde sebe izgubila. Ja ne želim da se to desi ni jednoj ženi. Dakle, okrenite se sebi i svom unutrašnjem ja. Ako ste vi srećni, svi će oko vas biti srećni. Ako vi niste srećni, niko neće biti srećan. Dakle, nemojte nemojte zaboraviti da budete srećni, a sreću čine male stvari. Sreću zaista čine male stvari. Meni je dovoljno da se moj suprug posle 25 godina braka pojavi na vratima sa narcisima koje je kupio na pijaci i ja sam tog dana srećna. Dakle, samo malo pažnje, malo više ljubavi, draga gospodo. Nama je potrebno toliko malo da bismo bile dame i da bismo bile savršene majke, supruge i žene. Ja sam na televiziji radila od 18. na JRT mreži, starija publika se verovatno seća Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedne jedine televizije, Jugoslovenske radiotelevizije. Dakle, ja sam počela sa 18 godina kada sam upisala fakultet da radim honorarno i novinarstvo je izabralo mene, nisam ja izabrala novinarstvo. Završila sam studije jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika, tako se zvala tada ta katedra na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i po vokaciji sam profesor. Međutim, nikada nisam radila u školi, novinarstvo me naprosto uzelo. Najhrabriji i danas znam najbolji potez u mom životu, u 45. godini sa kreditom za stan, 2 dece koju školujem, ja sam dala otkaz. I nema srećnije žene od mene, jer danas radim ono što volim, pišem i svu svoju ljubav dajem knjigama, čitaocima i to je nešto što je prosto toliko dragoceno da se ne može ničim platiti. Каде си го? Во оваа фаза од животот, каде си го наоѓаш мирот, Јелена?
Gde nalaziš mir? Da, razumela sam te. Mir nalazim, eto i to mi je trebalo 10 godina. Prvo da skupim neke novce, a onda da ispunim sebi želju. Prošle godine, negde na jesen, sam kupila jednu malu kućicu na Fruškoj gori. Pošto su moja deca velika, moj sin ima 23 godine, ćerka 18, a sada imam taj luksus, pod znacima navoda, to je zaista mala kućica, vikendica, da sa svojim psom odem. Oko mene nema u radijusu od kilometra nikoga. Moje prijateljice me pitaju zar se ne plašiš, ja kažem plašim se samo Boga, ja nikom u životu ništa nažal nisam učinila, pa ako sad neko hoće da uđe i da mi nešto uradi, dobrodošao, možda i ne bi bilo loše. Eto, nisam imala takvih iskustava, ali zašto da ne? Mada nema mnogo drvoseća tamo, pa ne znam što da vam kažem, ali ponekad naiđe neki traktorista, sad se naravno šalim. No, to je moj mir. Kada uveče sedem i pišem, Makedonija ima jedno od najboljih i najlepših vina na svetu. Ja potičem iz vinarskog kraja, volim vino jako i poznajem ga. Dakle, otvorim flašu dobrog vina, sednem uveče, slušam šum u mojoj brezi, slušam šum u mom bagremu, bademu, sednem i pišem. Ujutru me probude ptice, ne postoji veća sreća meni trenutno u životu od mog sopstvenog mira. Odlično. Ajde malko da se družime sa publikata i Jelena Bačić. Jaz bi sakala da dokoliko imate prašanja, znam deka ima. Jako bih volela, pitajte me sve što želite, ja rado odgovaram šta god. Evo prvi od red. Ja mislim da je gospođa Biljana, ako sam dobro zapamtila, jer sam vam potpisala knjigu. Da, mnogo ви благодарам и уште еднаш добро дојдовте во Скопје. Hvala. Јас би сакала да прашам конкретно за денешниот настан поврзано. Што мислите вие, колку денешната жена е дама во вистинска смисла на зборот дама? И дали дама се раѓа или dama se uči, se stanува, dama во текот на животот и искуството? Fantastično vam je pitanje. Neki tvrde da se dama rađa, ja nisam tog mišljenja, ne delim to mišljenje, ja mislim da se dama postaje. Potrebno je mnogo, mnogo rada na sebi, potrebno je mnogo učenja, mnogo životnog iskustva, mnogo ljubavi, mnogo požrtvovanosti da postanete istinska dama. Благодарам. predavanje za hronoishraната, koja što je sve popularna i stanova način na život. Na ova tema so hronoishrana dobita stava i dobro zdravje, kada znajeme od dr. Goran Nikolov, specijalist internist, subspecijalist kardiolog vo Centarot za vnatrašnje bolesti srce vo Skopje. Ke go pozdravime, sve jedan aplauz i da otkrijeme što je ta hronoishrana koja što na vistine je trend golem. Добар ден на сите.
Има малку трема, никогаш во животот пред толку жени не сум настапувал. А исто така е голем предизвик да настапува човек после една исклучителна жена како што беше писателката Елена од Србија. Добро, тука гледате насловот денешен, како што кажавте, со хрона искрена до идеална телесна тежина и до совршено здравје. Ја би го проширил овој наслов, значи со хрона искрена 2 во 1. Денеска ќе кажеме што е хроно искрена, кои се трите основни принципи, што опфаќа програмот, кои групи на луѓе може да ја применуваат, зошто е важно хроното да се спроведува под лекарски и нутриционистички надзор, кои се придобивките од примената на хроно искраната. Како што сите знаеме, хроно искраната молскавично се прошири како начин на спроведување на правилен режим на искрана целиот Балкан, а предводник на тоа беше познатата српска лекарка доктор Ана Гифинг. Меѓу другите постоечки центри на Балканот, Центар за внатрешни болести срце од Скопје пред 3 години за прв пат ја промовираше хроно искраната во Република Македонија и е единствена лиценцирана здравствена установа која го спроведува програмот на исхрана на доктор Гифинг. Значи, ова за прв пат во нашата земја еден режим на исхрана вистински се спроведува и контролира под надзор на лекари, специјалисти, лиценцирани нутриционисти, поддржани со најсовремена технологија. Да ве прашам, говоревте за појадокот при хроноисхраната. Ме интересира, споменавте дека овошјето е во ред, меѓутоа не ве сватив добре, рековте не е доволно само овошјето. Може ли тоа да ми го објасните? Што би значил појадок во хроноисхраната? Значи ли тоа дека може и ореви, јаткасти плодови, или може и бурек од друга страна и слични нешто? Рековме дека овој програм е застапен на база на физиологијата кај човекот, биохемиските процеси, циркадијалниот ритам, лачењето на хормоните, пикот на хормонот на стрес, хормонот на кортизолот, тој највише се ослободува и главниот машки хормон, ако сакате, тестостеронот, пикот му е на сабајле. Значи, тогаш метаболизмот наш е најсилен. Добро, некои жени имаат исто малце повеќе хормони машки, а некои обратно е. Не, и вие жените имате тестостерон и ние мажите имаме естрогени. Само тоа е битене кој е соодносот. Значи, јас би ја замолил Александра од нутрицијски аспект да ви одговори на вашето прашање. Значи, доручокот по хроно сметаме дека е најважен од таа причина што наутро најмногу ни се потребни масти во телото, протеини и квалитетни јаглехидрати. Она што од овошјето можеме да го земеме, тоа се најчесто прости шеќери, глукоза и фруктоза, секако влакна, витамини. Меѓутоа, според хормоните кои што доктор Горан ги спомна, според нашиот метаболизам, според сета активност која што имаме наутро, нашето тело сметаме и доктор Ана Гифинг смета дека му треба нешто посериозно, еден посложен и покомплексен оброк кој што телото би го искористил и би го насочил правилно за енергија во текот на целиот ден. Вие можеби и сами би виделе дека доколку убаво искомбинирате еден оброк, да речем, со заситени масти, со добри протеини, со сложени јаглехидрати, кои што би биле од полно зрно леп, значи од интегрален леп, значи од цело зрно житарица, дека можеби подобро и би се осеќале и поенергично во текот на денот, би имале повеќе сила да завршите одредени работи. Тоа е тоа што хроно се базира и се заснова. Ке најавам следна тема, жени во машкиот професионален свет. Една од горливи теми на денешницата се однесува на професионалната и деловна нееднаквост или еднаквост меѓу мажите и жените, ке ни каже предавачот Гораст Смилевски, генерален менаџер на Бизнис Академија Смилевски. Значи имаме одлична тема, жени во машкиот професионален свет. Повелете, Гораст. Добар ден на сите, јас сум Гораст Смилевски. На Лидија сакав да и се заблагодарам за можноста да кажам и јас нешто, пошто бев вклучен во планирањето и дизајнот на овој настан. И кога предуше 3-4 месеци ми беше побарано од мене да давам тема,
не бе баш многу фокусиран за што ќе зборам, реков ајде жените во машкиот професионален свет, пошто беше ептен актуелно тоа. Али после од кога седнав пред 2-3 недели озбилно да се спремам за темава, се фатев у замка како или треба да бидам апологет на мажите, па да зборам како жените успеваат во бизнисот, или треба некако повеќе да зборам за во име на феминистките и да зборувам како жените успеале во машкиот свет. И првичното мене ми беше да почнам да ви зборувам некои 15-20 минути за тоа машките жени успешни, како успеале во машкиот свет, доминирано од агресија и компетитивност, во чисто доминантни кругови на тестостерон, како успеале. Ама тоа ќе биде само за да се оправда борбата на жените со мажите. А не ми беше целта да го кажувам тоа. Пошто искрено првиот пат пред некои 25 години кога пополнив прашалник за родов идентитет, излезе дека повеќе имам женски особини него машки. И нормално кога почнав да истражувам за тоа, дојдов прво тргнав од тоа, дај да видиме што е машко, што е женско, али внимавајки никој да не го земам на пик, решив да одам све ова преку бројки, статистики и трендови, за да никој не може мене да ми каже зашто така збориш. Како да ја совладате тремата без разлика на ситуацијата во која се наоѓате, ке ни помогне Огнен Јаневски, мој драг колега, водител и тренер за јавни настапи. Повели. Здраво уште еднаш. Со гораст очигледно бевме дискриминирани, па многу помалку време ни остана на двајцата за зборување, но нема врска. Без разлика, значи затоа се зафатив јас исклучиво само во делот на тремата, затоа што сметам дека е важно кога сакате да направите состанок, да направите презентација, да гостувате на нечие интервју, да имате можност да се искажете јавно, секогаш се поставуваат неколку прашања, се одговара искрено, секој во себе. Прво, дали имате искуство со јавен настап, дали се плашите да говорите пред публика, кои се симптомите што ве издаваат дека имате трема и кои се причините за тремата. Човек прво мора да погледне внатре во себе, зошто се плаши, да размисли кој е проблемот што довел до тоа и на тој начин полека ќе почнете да размислувате и да стигнувате до она, впрочем, од каде потекнува и доаѓа тремата. Открите какво е вашето херојско патување, што е тоа што ве води, што ве мотивира, дали патувањата се херојски, зависи од тоа како ги трансформираме предизвиците и како истите делуваат на нашето освестување. Тие што сте тука, прво да ве прашам како се чувствувате. Вие падната енергијата, крената енергија, рамно вие се, слушате, не слушате, тука сте, не сте тука, кој не е овде, не знам, присутен, меѓутоа со паметот не знам каде сте, секако е долг денот, меѓутоа моето предавање, нели, за херојско патување, ствари прашањето ми е дали некој чувствува страст во овој момент. Страст? Зашто? Океј, да. Некој друг чувствува страст за нешто во моментов? Кај ви е страста отиден? Аха. Не постои ништо во животот без страст. Ништо не може да ви се случи, убаво или позитивно, или да добиете мотивација за нешто во животот ако немате страст. Мотивацијата за било што сакате да направите во животот, без страст не можете да ја постигнете. А страста секој се ја чувствува различно во животот. Некој ја чувствува во стомакот, некој во срцето, некој во целото тело. Значи, страста е она што не води на некакво патување. Ова е, значи, само да кажам, наградно извлекување од интернет наградна игра. Момците кои што работеат со нас, веќе ги имаат собрано сите потенцијални добитници и учесници во наградната игра која што ја организиравме преку социјалните мрежи. 6 награда за Витка Крадаковска. Одиме со следно извлекување. Еве добитничка.
Христина Стојановска, која што го сподели ова да незината Facebook страница на незиниот профил. Следниот број, ајде. Следен број е 93, добитник на награда. Ке видиме за кратко кој ќе биде среќниот добитник или добитничка. 93, Василка Ѓурчиновски. Ви благодарам на сите, на најупорните што останавте. Верувам дека имавме многу интересни предавања и видоа културата на следење на вакви настани треба да расте и на тоа работиме. Јас сум од оние што вели Огнен не се плаши дека нема да биде подобро, бидејќи имам настан што трае 22 години и знам каква гужва се прави таму, верувам дека и овде ќе направиме еден ден голема гужва. Благодарам и од мене исто, се гледаме следна година.